Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи. Добар ден од Канал 5 телевизија и вашата и наша сакана емисија Гответе со Дракче. Спремајте се за ова издание, затоа што ќе биде многу весело, а вие веселите емисии многу ги сакате. Затоа, откако ќе ги поздравиме нашите пријатели на емисијата, ќе слушнете кој ќе биде нашиот гостин во студиото и знам дека ќе бидете подготвени за една убава веселба, но и убав специјалитет кој што тој лично ќе ни го направи тука. Ајде да започнеме со поздравите за нашите покровители. Поздрав до Стокомак. Стокомак се нашите пријатели од самиот почеток на оваа емисија, па се до денес, и навистина ние сме задоволни од нивните производи, верувам и сите вие кои што пазарите од Стокомак. Гледаме дел од нивните производи на нашите рафтови, а големиот број на производи се разбира ќе ги најдете во големите маркети на Стокомак. Се она што имаме на масичката од зачини исто така е од Стокомак и секој наш рецепт кој што го подготвуваме во секој работен ден, производите ни се од Стокомак. Се разбира, сега го имаме и другиот наш пријател, за кој што подоцна ќе говорам. Да ги поздравиме Стокомак и за новата линија на продажба, така наречена Македонка. Македонка, позната по црвените налепници, на рафтовите посебни во Стокомак, каде што можете да купите производи со македонско потекло. Купувајте производи со македонско потекло, со тоа ги стимулирате македонските производители и им давате желба за повеќе работа и тие да се радуваат нели на новото лето господово и се разбира за некој денар повеќе. Секој се грижи неговото семејство да биде во, да кажеме, едно нормално живење. Поздрав до нашите производители во Македонија. Да си ги поздравиме и нашите пријатели од мини трговскиот центар Се за дома или Хом центар, како сакате наречете го, голема продавница, се нарекува МОС и се наоѓа на Пластичарската улица до самиот МОС. Од самиот влез на продавницата, па се до третиот кат, можете да се искачите со нивниот лифт, кој што го имаат натрешно. Се разбира многу елегантен, но можете и по скали и да разгледате какви се убавини има во таа продавница. Замислете си дека влегувате во едно чудесно царство на домакинството, почнувајќи од едно мало лажиче, завршувајќи до една убава софа или убава гарнитура за вашите тераси. Значи, посетете ги, разгледајте и не верувам дека кој влегол, а не излегол со барем еден купен производ од продавницата МОС. Поздрав до сите вработени. И се разбира да си ги поздравиме пријателите од ПК Беско. ПК Беско познато на секаде. Вкусни производи, сувомеснати и како што велам јас, земете си ПК Беско, лепче, луто пиперче и имате ручек. Тука е, се разбира, и убавата салатка до вас и немате никаков проблем или грижа дека нема да имате вкусен ручек. Значи, поздрав и до нашите пријатели од ПК Беско, се разбира и до сите вработени. Епа денеска, јас овој мој гостин, многу си го почитувам и ми е омилена личност, но тешко можев да дојдам до него, затоа што постојано е на снимање и постојано е некаде по државите во Европа. Но ете, се најде начин, го најдовме да може токму на овој ден да биде заедно со нас, односно со вас, нашите гледачи, а неговите обожаватели и со мене заедно да готвиме денеска еден убав специјалитет. Нашиот Спасе Антевски. Добре ми дојде, Спасе. Многу се радувам што денеска си со нас и ќе биде убава емисија, како што знаеш ти да ги расположиш сите, па денеска и гледачите ќе ги расположиш. Па ќе се потрудиме да ги расположиме и да им направиме некој специјалитет, нешто да се изненадив кога го кажа овој специјалитет дека ти ќе го правиш, зашто е еден од малку потешките специјалитети за да се добие оној вистински вкус.
Па да, јас обожавам денеска ќе готвиме нели шиш кебаб, мелено месо Так. обожавам да јадам Така. почесто и брзо се приготвува и многу е вкусно. Јас ќе те повлечам од оваа страна, јас ќе си бидам до пријателот, овој е мој драг пријател. Шпоретот се разбира и апаратите од нашите пријатели од МОС, од колекцијата Арзу. Го покривме меленото месо, за да го заштитиме од прашина и за да биде чисто и средено. Шиш кебаб. Да, шиш кебаб тоа е, ги имаме сите намирници. Имаме мелено месо, имаме кромит, имаме макдонос, имаме црвена пиперка, имаме и зелена пиперка. И зачин. Добро. По Јас видов дека немаш ноженце, па затоа еве ќе се повлечам за да земам ноже и да гледам од страна како работиш. Значи го земам црвената пиперка. Многу ли треба ситно? Па ќе се потрудиме колку може поситно за да не ни се распаѓа смесата после во Јас пржење. ги Во пржење, да не се распаѓа смесата во пржење. се обидувам да ги повлечам. Ете така. За да може да се гледа она што ти го работиш. Сакав да те запрашам, бидејќи многу снимања, многу свирки. Се Па да, чувствуваш сега ли периодот- уморен или чекаш Малку летото сум да уморен, дојде? Малку сум уморен, морам да признам. И сега, нели, мајот е таков. После Великден, секогаш почнуваат имам... свадбите, прославите, прослави. приватни забави и матурите, нели, со учениците и така има многу свирки, повеќе свирки и така да сега сме Во многу голема гужва Да, и еуфорија. Ако е, нека има, така се вика, нека има, и така да. нека има. Ајде, додека ти си сецкаш, јас ќе барам една песна која што ќе ја подготви режијата, иако меѓу трите песни има една што јас многу ја обожувам, ако е таа ќе кажеме, но не знам која ќе ја подготват. Ајде да видиме која песна ќе не расположи за почеток, додека ги сецкаш пиперчињата. Nagradi svoji, nason majko, ti me gledaš, duša ta te boli. 7 godina si mina, majko kako pojdo, ni tu sreća, najdov majko, ni to doma dojdo. 7 godina si mina, majko kako pojdo, ni tu sreća, najdot majko, ni tu doma dojdo. Majko mila, nema veke sila, ove ja sta ostanam. Što ke mi se pari, koga znaj mi fali, tvoj ta topla pregratka. Majko mila, nema veke sila, ove ja sta ostanam. Što ke mi se pari, koga znaj mi fali, tvoj ta topla pregratka. Gerdani od sozi tvojih, kako kamen težak, spomeni za dom otroden, v dušava mi ležak. A ti, majko, sama čekaš i za mene žališ, den da dojde da se vratam, vnučinja da gališ. A ti, majko,
sama čekaš i za mene žališ. Den da dojde da se vratam, v noćinja da gališ. Majko mila, nema veke sila, ove jazda ostanam. Štoke mi se pari, koga znaj mi fali, tvoj ta topla pregratka. Majko mila, nema veke sila, ove jazda ostanam. Štoke mi se pari, koga znaj mi fali, tvoj ta topla pregratka. Štoke mi se pari, koga znaj mi fali, tvoj ta topla pregratka. Да, уште кромиче да дадеме малку. Песната баладична, но многу убава. Убава песна, емотивна. Емотивно и ти се чувствува во гласот. Колку со многу љубов ја имаш. Ето така. Сега ќе морам да ставам ракавици и да го измесам. Не ти е потребна веќе даската, можем да ја повлечам, Да, може така, да ја а ти повлечеме ракавичките даската. ќе си ги оставиш, ето така. Добро. Да ни врви работата. Добри. Мали ли ти се? Ќе се снајдам. Колку можам ќе ги ставам за да го Рече измесам. сега спремаш некоја песна нова, не успеа да за во текот на ова мислев снимање да промовирам ја имаме. сега таа имаме еден нов кавер направено Запете сите ангели од Гоце Николовски. Таа е прекрасна песна, Да. направена ми е За да не биде снимена. во заборав, ете да се сакам слуша. да пробам да ја вратам песната меѓу народот. Таа е прекрасна песна. 90 и некоја година беше на Ландово испеана и многу би се бенди се ја направив, песната е готова, само нешто околу спотот, сега малку околу видеото Па работиме. добро, тие технички работи Да. некојаш кочат поради Мислев сега луѓе, поради мислев сега да време. пуштиме за празникот за Великден, ама не успеавме и така да сега ми дават некоја идеја да чекаме Во лето. за Свети Илија, за август. Ете, баш Пошто убаво. таа е за Илинден песна се пее и Илинденска баш убаво. тогаш треба сака да ја пуштиме и ќе мора да почекаме. Едната бројка сум ти ја сгрешила на мојата рака. Па не знам која е сгрешена, ама не е битно. Важно е да го измешаме ова Важно е сега да се биде. и да ставиме зачини. И тоа ни е тоа. Браво за тебе, како тоа со љубов ти си го спремаш. Значи се спрема таа убава песна да си ја добие нов живот и со видеозапис. Да, мислам дека Браво. ќе биде, али имаме сега време пошто ќе ја пуштиме таму за Свети Илија, таму за 2 август, први за втори за празникот за Илинден и така да имаме Има време. време и убав запис да се направи. Да. Кажи ми што да ти подадам тука од зачини. Сол Сега сигурно. ќе ми подадеш сол, Добро, прин сол ќе ставиме, добро, потоа ќе ставиме црн бибер, добро. црвен пипер ќе ставиме и тоа е, мислам. Повели. Тоа ни е тоа. И Шарена сол имаме тука. Е црвен пипер. можам со ракавици да Можеш. фатам, да не после пак ќе треба да го Опа. Сакав да ти помогнам. Можеш слободно. Лажичките секако Малец, се малички мија. се мија. Златно е, затоа вика со златна лажичка да јадеш. Добро. Така. Чекај, И ти црвениот пипер. Доволно ли ти е солта? Да, ја повлечам за да доволно ми не е. пречи. Ете така. Така. Ова Малку ти е... црн бибер. Еве ти Да, црн. малку црн бибер. И тој ни е при рака. Да. Да си подготвиме, си ги имаме убавите Сега само зачини. да го измешаме ова. Смесите го. Одлично. Кажи ми, тавчето на поголема ли јачина да го поставам? Па да, може. Може Дали тапчето, ти- малку масло. Малку масло, ова ќе го повлечам, сега да видиме. Еве, на 7 ќе го поставам, ако ти е потребно ќе зголемиме. Да. И бидејќи ова е нелепливо, ќе додадеме сосема малку масло. И смесата ни е при крај. При крај. Вака. Од нашите пријатели од Стокомак, хубаво масло. Овде ќе го поставам за да ти биде при рака, доколку ти е потребно. Ти треба ли да отстои малку?
Па може да отстои ако Ај, нека зависи. остои 2-3 Може минути отстои, за да отпееш уште она, мислам дека е мојата песна сега, наред. Ето така, сега нека се одмори. Можам сега да... Зори, нека ми стојат ракавиците. Нема да бидеме смешен вакаде? Нема, тука ќе си стоиш со ова, нема да бидеш смешен, зашто ти си пееш песната која што е навистина убава, тоа е прекрасно. за сите убави невести. Шербет блага невесте, кафе ако вариш. Шербет блага невесте, кафе ако вариш. Раце ке ти накитам, алтани да броиш. Раце ке ти накитам, алтани да броиш. Шербет блага невесте, лепче ако месиш. Шербет блага невесте, лепче ако месиш. Злато ке те наредам, од глава до пети. Злато ке те наредам, од глава до пети. Шербет блага невесте, ако ти си моја. Шербет блага невесте, ако ти си моја. Сарај ке ти изградам, слуги да ти стојат. Сарај ке ти изградам, слуги да ти стојат. Шербет блага невесте, мајка ако гледаш. Шербет блага невесте, мајка ако гледаш. Кралица ке бидеш ти, живот ке си тераш. Кралица ке бидеш ти, живот ке си тераш. Шербет блага невесте, сина ко ми родиш. Шербет блага невесте, сина ко ми родиш. Најбогат ке бидам, знам, наследник ке имам. Најбогат ке бидам, знам, наследник ке имам. Ама ти си ја имаш твојата шербет невеста, Да. се ти направи во ова што го пееш. И лично си ја поздравувам, затоа што сме си пријателки. Ова ќе го соберам Да. и ќе ти дадам нови Сега ракавички. ќе морам нови да ставам Ако, и да ги направиме пилтињата Точно. и ќе ти додадеме нови. Па, поради песната ќе мислеа дека си боксер за со тоа ти реков. ракавиците. Еве вака. Ти ќе си ги правиш овде, јас ќе ти додадам и танирчето за сервирање, а јас за тоа време како беше шербет невесто, кафе ако ми направиш Кафе со ако злато, ќе те наредам. алтани да броиш. Алтани, а после Сара и слуги да ти служат. После слуги служат, после... Ова ти е страшна работа. Добро. Песната Каде ти да е... ги ставам сега? Овие? Танирчики ми треба. Да. Значи, Ево за да ни танирче. стојат. Ето така. Јас и ти се договоривме мајчина душица да пиеме, така? Да. Да, чајчето Добро, е... готова е. Кафе, не пијам кафе да го откажав и си пијам чај. Чајот е прекрасен. Затоа имаме убав чај од мајчина душица на душичка, да си ја кажеме мајчина душичка од нашите пријатели од Стокомак.
Ете така, кафе не пиеме двајцата поради кофеинот и зголемен крвен притисок. А како вака убаво изгледаат? Мислам дека се прекрасни. Гледам јас позитивност во камермани, во публика овде. Ова убаво изгледа. Поради чајот е сигурно да. Затоа што многу убаво оди со шишкева. Гледаш каква убава атмосфера ни прават колегите, за да бидеме јас и ти расположени и да ни тече ова баш како вода, така се вели. Ова ќе е твојот. Јас овде ќе си го поставам мојот чај. Овие не ти се потребни, ќе ги повлечам. Ете така. Дали ти е потребно друго тањерче со хартија? Откако ќе ги вадиш заради маслото? Да, ако ги извадиме, ќе ги ставиме исто. За да ги сервираме после на добро. Одлично. Еве. Ќе им додадеме хартија, за да не се масти. Како се ви делот од маслото да оди на хартијата. Е подготвено, мајсторе. И температурата. Мислам дека сме Браво, готови. па види, па ти си сега готови. мислам, јас тоа ќе го средам масичето, твоја задача е да ги испражиш и да ги израдуваш по гаснење на камерите, колегите кои се срекли денеска. Овие можам да ги извадам. Можеш да ги извадиш веќе. Слободно. Веќе си ослободен од ракавиците. Сега можеме Оди си кај тавчето, поминеме така. сега овде. Сега ти ќе си бидеш кај мојот другар. Овде ќе ги поставам за да ти биде Загрено е близо. тоа. Таа е загрено Овде овде. близо да ти бидат. Ете така. И можам да ги ставам. Можеш слободно. И овие ќе ги повлечеме. Ете така. Се смеат колеги. Како ги ловите со камерата, мерак да му фати на човек веднаш да почне да јаде. Да, одлично. Браво. Мисле, бирав тавче кое сите ќе ти ги собере. Можеш да ми нешто Вилушка? за нешто за вртење и да ставам уште една. Или вилушка ли сакаш, или ова го сакаш? Што ти е полесно, штипавка? Тавчето го погодивме таман. Сите. Сите, па реков јас, тоа тавче ќе ни ги собере сите и е нелепливо и навистина квалитетно. Ете така. Сега ги почекаме да се испржат И да ни биде, завршуваме. сето тоа да ни биде убаво, Да. таман имаме време за третата песна. Да, имаме време. Кога се пее тавче да се радува. И сега тука може слободно да пееш. Колку ти душа сака. Зората си зори, први петли пеат, мене душа ми се стега. На горбет ке одам, надалеку се спремам, с обзиронам ке си одам. Se sprema
Ете се врати дома си. Тука сме. Весел си. Почна Почна ете така да се превратувањето, да го видиме. Спасе, сме направиле многу ТВ емисии, јас и ти, радио емисии, но вако искуство за готвење не сме. Па не И сме, гледам, прв пат- весел си, убаво ти е. Прв пат готвам вака пред камера. Не, ама кажи дека е интересно. И да се пее, и да се интересно, не готви. секојдневно, интересно е вака пред камера да готвиш, Да не сум готвиш готов. и пееш. Да. Сака колегата да види дали чајот ми е обоен. Обоен е, повели, гледај колку е убав. Овој беше Мајчина душица, тој е твојот. Убав, колега Бубе, прекрасен, и јас ке си се напијам откако ќе го прочитам рецептот на денот. Ајде, ќе го бараме рецептот на денот. Турски шиш кебаб, 500 грама мелено месо, една црвена пиперка, една зелена пиперка, 2 главици кромит, малку масло и зачини по вкус. Тука Спаси си додаде малку црвен пипер, па си додаде малку сол, малку бибер и многу убава смесата ти испадна, а бидејќи професијата ти е месар, Па да. на вистина ова веќе на дело се гледа. Па да, си работам често со месото и сакам И да ядам одлично, месо. И сакам да ядам одлично месо. изгледа. Ке ги повлекуваш веќе на хартијата за да ги сервираме. Ако ти е полесно со вилушка, ако не со ова, Ајде, со ова или може. заеднички, придржувај си. А јас ќе го исклучам веќе и шпоретот, не ми е потребно. Ете така. Да подготвам чинијата за сервирање. Мајсторе, одлично. Одлично. И песните, и твојот убав рецепт. Браво. Браво. Сега овде ќе ги сервираме, за да изгледаат убаво. Како викаш ти, пред телевизија не сум готова. Сега подреди ги, па малку ќе ги доукрасиме. Да. Ете така, за да не ни гори маслото. Одлично. Одлично. Браво. Сега уште малку украсче ќе им додадеш. Ајде. Мајсторски. Одлично. Ова со поглед се јаде, Спасе. Да. Одлично. Одлично. прекрасно е. Одлично. Браво. Браво, браво, браво. Овие можам да ги повлечем веќе, за да не ни пречат овде, иако се преубави од нашата продавница Мос. Ете така, убав. И ова од Мос. Вака можеме заради украс. Сега, јас, бидејќи ти беше прекрасен во ова наше издание, во ова наше готвење, имаш подарок од нашите пријатели од ПКБ-ско. Ви благодарам. Ова е подарок, производи сувомеснати за домашните со тебе и ваучер од нашите пријатели од продавницата Мос, да си купиш нешто што ќе те подсетува на ова наше другарување. И ти благодарам, од се срце беше прекрасен. И тебе ти благодарам што ме покани и поздрав до гледачите на твојата емисија и да трае. И во следната емисија мисли друг некој ваков интересен. Имаме многу рецепти, Ете само така. малку ми е необично така пред камера, Ама еве беше Добре. преубаво и предобро. Да. Тоа беше се за денеска, драги наши. Верувам дека ве расположивме, се распеавме и заигравме малку. Ние ќе си наздравиме со чај и ќе ги пробаме овие шиш кебапи, или како ги рече, Адана Некои кебап. ги викаат Адана. Адана кебап, бидејќи доаѓа од Турција. Ве поздравувам и ми останува да ви кажам, бидете ми здрави, живи, среќни и ве сакам.